Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување на книгата Излез. Се наоѓаме во оној дел од книгата, каде што се опишани околностите во кои се најдоа израелците, откако излегоа од Египет и го минаа Црвеното море. Во овој дел од книгата се опишани 7 нешта кои ги доживеа народот, а истите ги доживува и секој христијанин. Минатиот пат видовме како израелците го славеа Бог поради неговото спасително дело и ја пеја песната, позната како Песна на Мојсей. Но по тоа искуство, тие патуваа низ пустината и 3 дена немаа вода за пиење. Кога конечно дојдоа до оазата Мара, таму водата беше горчлива и непогодна за пиење. Откако Мојсей фрли дрво во водата, таа стана питка. Како што дрвото ја направи водата сладка и питка, така и смртта на Исус на крстот го прави животот благословен за оние кои веруваат во него. По тоа искуство, израелците стигнаа до Елим, местото каде што имаше 12 извори со вода и палми во изобилство. Израелците се жалат за храната и Бог им ја дава. Со тоа доаѓаме до глава 16, каде што читаме за нивниот престој во пустината Син. Тука израелците ќе добијат мана и потполошки, но ајде да почнеме со читање на текстот. Во него има многу интересни работи кои ќе ни бидат поучни. Од Елим се кренаа и целата заедница на синовите израелски дојде во пустината Син, која се наоѓа меѓу Елим и Синај, во 15-тиот ден од вториот месец откако излегоа од египетската земја. И почна да се буни целата заедница на синовите израелски против Мојсей и против Арон во пустината. Ова се случи околу 2,5 месеци откако беа избавени од робството во Египет. Кога дојдоа кај Црвеното море, почнаа да се жалат, но откако Бог ги спаси од египтјаните, тие пееа и му благодареа. За жал не помина долго време откако повторно почнаа да се жалат и да негодуваат. Дојде период кога народот повторно почна да пее блуз во пустината. Но, наместо да ги осудиме, добро ќе биде да се поучиме од нивното искуство и да не ги повторуваме нивните грешки. И им рекоа синовите на Израел: О, да бевме умреле од раката Господова во земјата египетска, кога седевме покрај котлите со месо и јадевме леб до насит. Не изведовте оде во оваа пустина, за да го умрете цело во ова множество со глад. Сметам дека израелците не го мислеа тоа што го кажаа. Не им беше подобро во Египет и го знаеја тоа, бидејќи самите бараа да бидат ослободени. Но, откако излегоа од Египет, веднаш се соочија со недостиг на вода, а сега имаат и недостиг на храна. Затоа почнаа да се жалат. И жалејќи се сетија на вкусната храна која ја јадеа во Египет. Немојте да сте брзи да ги осудувате, бидејќи секој од вас се соочил со истото искушение и сте посакале да се вратите назад во светот. Тоа е фаза со која се соочува секој христијанин. Пред некое време разговарав со христијанин кој порано бил алкохоличар. Тој ми рече: секој ден се враќав дома пијан. Ја знаев секоја кафеана во градот. Кога се новородив, првите неколку месеци ги избегнував улиците каде што одев претходно во кафеана за да пијам, бидејќи знаев дека ако сум во нивна близина, ќе влезам и ќе се вратам на стариот живот. Порано ги сакав тие места, но по Божјата милост сега ги презирам. Ќе дојде момент кога и израелците ќе го презираат Египет, но засега изгледа како да сакаат да се вратат назад. Господ праќа мана и потполошки. Слушнете што пишува во стих 4. А Господ му рече на Мојсей: Еве, ќе пуштам да паѓа леп од небото, и народот нека излегува секој ден и нека собира колку што е потребно за тој ден, за да го проверам ќе постапува ли според законот мој или не. Бог вети: Јас ќе се грижам за нив. Нема да умрат од глад, ќе ги хранам и ќе ги водам низ пустината. Тогаш Мојсей и Арон му рекоа на целиот народ израелски: Вечерва ќе познаете дека Господ ви изведе од земјата египетска, а утре ќе ја видите славата Господова, зашто тој го чу негодувањето ваше против Господ. Што сме ние, та да се буните против нас? Мојсей и Арон му рекоа на народот:
Зошто негодувате против нас? Ние сме обични луѓе и не можеме да сториме ништо во однос на ова. Бог го слушна вашето негодување. Како што ќе видите при проучувањето на оваа книга, секој пат кога израелците негодуваа, Бог им ја објави својата слава. Покрај другото, тоа ни открива дека на Бог воопшто не му се допаѓа нашето негодување. Познавате ли луѓе кои се нарекуваат христијани, а кога и да разговарате со нив постојано се жалат за нешто, негодуваат и критикуваат? Ги има многу такви. Познавам десетици проповедници кои имаат сериозни здравствени проблеми, зашто во нивната црква членовите и одборите постојано се жалат, критикуваат, имаат некакви поплаки и се нешто не им чини. На Бог не му се допаѓа таквиот став на срцето. Ако имате склоност кон негодување и критикување, одете на некое друго место, а не во црква за да правите проблеми таму каде што ги нема. За жал, има многу такви луѓе во црквите. Се надевам ќе сватат колку е грешно тоа во Божите очи. Ќе го прочитам стих 8. Потоа Мојсеј рече: вечерва Господ ќе ви даде месо да јадете, а утре изутрина леб до наситка. Зашто го чу Господ негодувањето ваше, што го сторивте против Него. Кои сме ние? Вашето негодување не е против нас, туку против Господ. Мора да бидете многу внимателни во однос на негодувањето во црквата, бидејќи со тоа можете да му се противите на Бог. Што е тоа што ви смета во црквата? Дали станува збор за нешто што не ви е вам лично погодено, или за нешто што на вистина не е во ред во црквата? Неретко луѓе негодуваат и се жалат зашто некој заборавил да се поздрави со нив, или не ги посетил и слично. Не велам дека е во ред да се случува тоа, но истовремено не сметам дека треба да биде причина за критикување и негодување. Внимавајте, бидејќи со таквиот став може да му се противите на Бог. За жал, има и проповедници и свештеници кои негодуваат против својата заедница. И тие треба да бидат внимателни, бидејќи заедницата им е доверена од Бог за да ја чуваат, а не да зборуваат против неа. И му рече Мојсеј на Арон: кажи му на целото општество на синовите израелски: застанете пред Господ, зашто тој го чу вашето незадоволство. И кога Арон му зборуваше на народот, тие погледнаа кон пустината, и ете, славата Господова се појави во облак. И му рече Господ на Мојсеј велејки: го чув негодувањето на синовите израелски. Кажи им и речи: вечерва ќе јадете месо, а утре ќе се наситите со леб и ќе познаете дека јас сум Господ вашиот Бог. Вечерта долетаа под полошки и го прекрија логорот, а утрината беше паднала роса околу логорот. Бог им прати на израелците мана, а и подполошки, односно препелици. Тоа е навистина добра храна. Слушнете што пишува во стих 14, бидејќи е многу добро објаснување за начинот на кој Бог им ја даде маната. И ете, кога се крена росата, а тоа, по пустината лежи валчест прав, нешто како бел сињак по земјата. И кога видеа синовите израелски, си велеа еден на друг: што е тоа? Зашто не знаеа што беше тоа? А Мојсеј им рече: тоа е лебот што ви го даде Господ да го јадете. Еве како заповеда Господ: собирајте од него секој колку што му треба за јадење, по еден омер на лице, според бројот на членовите ваши, секој според бројот на домашните што ги има во шаторот, собирајте. Бог им кажа на израелците да ја собираат маната, но во количина која ќе им биде доволна за еден ден. Идејата беше да му веруваат на Бог дека ќе се грижи секојдневно за нивните потреби. Единствен ден, кога требаше да соберат храна за 2 дена, беше петок, за да не мора да работат во сабота. Стихови 20 и 21. Но тие не го послушаа Мојсеј, туку некој ја оставија од тоа за утре, а тоа црвоса и се усмрде. И се налути Мојсеј на нив. И така тие го собираа секој утро рано, секој колку што може да изеде, а кога сонцето ќе изгрееше, тоа се топеше. Израелците требаше да ја собираат маната секое утро, и секој да ја собира за себе. Секој од нив требаше да се грижи за своите потреби и од прва рака да ја доживее Божјата добрина и грижа, покажани преку маната. Во Новиот Завет, Господ Исус зборува за себе како за лебот на животот. Во Евангелието според Јован 6, 32 и 33
им вели на слушателите дека Мојсей им даде леп од небото, но Отецот им го дава вистинскиот леп кој доаѓа од небото. Се разбира, Исус зборуваше за себе. Тоа е вистинскиот леп кој дојде од небото за нас. Од таа гледна точка, маната е предслика на Христос како леп на животот. Оној, од кој мора секојдневно да се храниме, ако сакаме духовно да живееме. Интересно е тоа што во книгата Броеви пишува дека, додека патуваа низ пустината, во период од 40 години, нозете на израелците воопшто не отекоа. Тоа е добро да се има на ум. Пред некое време разговарав со доктор, кој ми кажа дека нозете на луѓето во пустината отекуваат затоа што постојано се движат и имаат едновидна храна. Знаете што ни кажува тоа? Дека маната ги имаше во себе сите потребни витамини и хранливи материи, кои им беа потребни на израелците, за да го издржат патувањето низ пустината. Слушнете што пишува во стих 25. И Мојсей рече: јадете го тоа денес, бидејќи денес е сабота Господова. Денес нема да најдете од него во полето. Интересно е тоа што уште пред да им биде даден законот, Бог им кажа на израелците дека саботата е ден за одмор. Стих 31. И синовите израелски, тој леп го нарекоа мана. Тој беше бел како коријандрово семе, а по вкус како медено колаче. Јас искрено не знам како најсоодветно да ја опишам маната. Според тоа што го читам, сваќам дека станува збор за вкусна храна и многу хранлива. Мислам дека нејзиниот вкус бил поинаков од се што имате пробано во животот. Сигурно им беше многу вкусна и на израелците. Но и покрај тоа што Бог ги снабдуваше израелците со храна на чудесен начин, токму оваа храна, маната, беше една од причините поради која народот се побуни против Бог. Тоа е запишано во глава 11 од книгата Броеви. Во оваа глава пишува дека израелците почнаа да се жалат велејки: кој ќе ни даде месо да јадеме? Се сеќаваме на рибата, која ја јадевме во Египет, на краставиците, лубениците, кромидот и лукот. Не ми се верува. Покрај сите благослови кои Бог им ги даде, наместо да се радуваат и да го прослават, тие копнеја по храната од Египет. Бог им даваше небесна храна, а тие копнеја по храната што расте под земја. Тука има важна духовна символика и се надевам дека нема да ја повториме истата грешка како нив. Патем, храната која ја посекуваа, сама по себе немаше да им биде доволна за да го издржат патувањето во пустината. Од една страна, Бог им го даде тоа што им е потребно, а од друга страна тие постојано го бараа тоа што го сакаа. Со други зборови, израелците не научија да му веруваат на Бог. За жал, некогаш и ние ја правиме истата грешка. Секој пат, кога инсистираме да го добиеме тоа што го сакаме, а не тоа што Бог знае дека ни е потребно, нештата нема да се движат во добра насока. Проблемот со израелците беше тоа што премногу се насочија кон тоа што го имаа, отколку кон тоа што Бог сака да им го даде. Слушнете што пишува во Броеви 11, 6 и 7. А сега душата наша се исушила, освен мана, ништо друго пред очите наши. А маната прилегаше на коријандрово семе и изгледаше како бделиум. Мојсей ја опишува маната така што вели дека наликуваше на коријандрово семе и имаше боја на бделиум. На почетокот, на народот му беше интересно што секој ден од Бог добива храна на тој начин. Но со тек на време дојдоа до заклучокот дека менито на фараонот во Египет е подобро од Божјото мени во пустината. Иако маната беше подобра и похранлива од сите намирници кои ги добија во Египет, сепак посакаа нешто повеќе. Друга интересна работа поврзана со маната беше тоа што народот ја обработуваше и од неа правеше пити. Слушнете што пишува во Броеви 11.8. Народот одеше да ја собира и ја мелеше со рачни мелници или ја толчеше во вагани и ја вареше во котли, па правеше од неа питки. По вкус тие личеа на питулици, приготвени со масло. Маната не беше тип храна која се конзумира само на еден начин. Од неа можеа да се направат многу вкусни јадења. Со тек на време народот најде начини како да ја комбинира и од тоа произлегоа неколку различни рецепти. Да се случуваше сето ова во денешно време, најверојатно ќе издадеа книга со наслов Прирачник за готвење мана, 1001 рецепт
за небесната храна. И покрај се, израелците се бунтуваа и бараа нешто повеќе. Со тоа тие покажаа незадоволство кон Бог. Ке се вратиме на глава 16 од книгата Излез. Ке го прочитам стих 31, каде Мојсей ни кажува дека народот е тој кој на оваа храна и го даде името мана. Знаете зошто ја нарекоа мана? Зашто кога првпат ја видоа, рекоа: што е тоа? Зборот мана значи што е тоа? Исус е лебот на животот кој дојде за нас од небото. И за него велеа: кој е овој? Тој е оној кој дојде да ни даде вечен живот, а маната е вид предслика на неговото доаѓање. И синовите израелски тој леб го нарекоа мана. Тој беше бел како коријандрово семе, а по вкус како медено колаче. Маната сигурно беше многу вкусна, но на израелците им се здосади да ја јадат истата храна секој ден. Според тоа што го читаме, можеме да заклучиме дека маната им беше монотона и затоа копнеја по јадењето од Египет. Жално е што тоа е приказната и на дел од христијаните, кои биле избавени од робството во Египет, односно од робството на гревот, но од време на време сакаат да се вратат назад, во состојбата од која Бог ги избави. Им недостасува празот, кромидот и лукот од Египет. Но Библијата многу јасно не учи дека не можеме истовремено да живееме во Египет и во Божјата волја. Мора да одлучиме на која страна ќе бидеме. Не можете да ја јадете египетската храна и да живеете египетски начин на живот, а истовремено да му служите на Бог и да очекувате дека Божиот мир ќе остане во вашите срца. Морате да ги прекинете сите врски со Египет и да му верувате на Бог дека вистинската мана, која дојде од небото, а тоа е Господ Исус Христос, е се што ви е доволно за благословен и радосен живот. Стихови 32 и 33. Тогаш Мојсей им рече: еве што заповеда Господ: земете еден омер мана, за да се запази во редовите ваши, за да го видат лебот што го јадевте и со кој ве хранев во пустината, кога ве изведов од земјата египетска. И му рече Мојсей на Арон: земи еден сад и стави во него еден омер мана и постави го пред Господ, за да се чува во вашето потомство. Патем, еден сад со мана беше ставен во ковчегот во кој се чуваат двете плочи со 10 заповеди. Во последниот дел од книгата Излез е опишана изградбата на шаторот, каде што стоеше ковчегот. Во ковчегот имаше 3 нешта: стапот на Арон, мана и 10 заповеди. Овие 3 нешта се од особено значење за историјата на израелскиот народ, бидејќи секој од нив е доказ за Божјата грижа и љубов за нив. Стапот на Арон беше потсетување за начинот на кој Бог ги избави од египетското робство. Маната беше потсетување за начинот на кој се грижеше за нив додека беа во пустината, а заповедите за тоа што Бог го очекува од нив додека живеат во ветената земја. Стихови 35 и 36. А синовите на Израел јадеа мана 40 години, додека не дојдоа во населена земја. Јадеа мана се додека не стигнаа до границата на ханаанската земја. А омерот е 10 дел од ефа. Стиховите велат дека израелците јадеа мана се додека не стигнаа до границата на ханаанската земја, што значи дека ја конзумираа оваа храна во период од 40 години. Кога влегоа во ветената земја, Бог не им даваше мана бидејќи земјата даваше големи и вкусни плодови. Се разбира, по некое време им здосади и храната од ветената земја. И пак беа незадоволни, но тоа е тема за некое друго проучување. Но, тоа што е важно да го имаме на ум во однос на овој дел од книгата Излез, е важноста на маната како средство преку кое Бог ги одржуваше израелците во добро здравје и кондиција, додека минуваа низ пустината. Како што Бог секојдневно ги хранеше со мана, така Бог преку Библијата и нас секојдневно ни дава духовна храна. Ако сакаме да бидеме во добра форма и да имаме духовна кондиција, да го издржиме патувањето кон небото, мора да научиме да ја конзумираме и цениме духовната храна која Бог ни ја дава. Во сето тоа, важно е да бидеме задоволни од храната која Бог ни ја дава и да не копнееме по храната на светот, бидејќи тоа може значително да го забави нашиот духовен растеж. Последното проучување ќе обработиме глава 17 од книгата Излез. Во неја се запишани настани
поврзани со друг дел од патувањето на израелците низ пустината. Додека ги проучуваме овие текстови, постојано ќе ве подсетувам на една многу важна вистина, а тоа е дека се што им се случи е запишано за ние денес да можеме да се поучиме и да не ги повторуваме истите грешки. Така што, сметам дека овие проучувања се од исклучителна важност, бидејќи ќе ни помогнат подобро да го следиме Бог. До следното проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.